Добро утро, Симона. По повод 8 мај, денот на основањето на Црвениот крст, разговараме со Ивона Ѓоргиева, координаторка за ментално здравје, интеграција и адвокативност, за активностите што ги организира Црвениот крст, улогата на младите и значењето на волонтерството и хуманоста во заедницата. Велам добро утро за Ивона. Добре дојдовте во Македонија наутре. Добро утро до вас и до гледачите на Македонската радио телевизија. Ивона, кажете ми за почеток какви активности се предвидени за текот на денешниот ден по повод 8 мај, денот на основањето на Црвениот крст? Така, денешниот ден е многу важен за Црвениот крст ширум светот и на овој ден ја празнуваме солидарноста и хуманоста во рамки на Црвениот крст. По тој повод, во 33 општински организации на територија на цела Македонија, во рамки на Црвениот крст, ќе се организираат видеа кои ќе се подготвуваат од страна на младите при клубовите на млади од Црвениот крст, каде што тие ќе споделат својата приказна како тие станале дел од Црвениот крст. Додека исто денеска од 9 до 11 часот Црвениот крст се приклучува на активноста на град Скопје во соработка со генералка Викенд, каде што ќе биде организирано чистење долж кеот на реката Вардар на 8 локации. Покрај тоа, во истиот момент се организира екскурзија наменета за лицата во 3-тото и 4-тото доба. Црвениот крст организира еднодневна екскурзија во Крива Паланка, каде што 90 лица во 3-та и 4-та доба ќе имаат прилика да прошетаат малку и да го искористат овој убав ден. Покрај тоа, регуларните активности на Црвениот крст продолжуваат. Ги имаме спасителите на планината Водно, кои редовно се тука за граѓаните. Понатаму, овој месец се организира обука за спасители на затворени води. 10 нови спасители ќе добијат Црвениот крст за затворени води. Исто така во недела, во 9 часот ќе започне трка, каде што Црвениот крст ќе биде дел од медицинското обезбедување во соработка со Халк банката. Месец мај и во текот на оваа недела се организираат секаде низ Македонија надпревари по прва помош, која е исто така една многу важна активност на Црвениот крст, каде што младите од 33 општински организации ги демонстрираат своите знаења за укажување на прва помош. Така, навистина, од рано утро овде е раздвижено пред Црвениот крст, пред домот на хуманитарни организации Даре Джамбас. Голем број на луѓе и ваши корисници се тука, подготвени за патувањето што го најавивте. Ивона, кажете ми колку младите се вклучени во програмите на Црвениот крст и како можат да станат дел од вашите активности? Супер, младите се многу важни за Црвениот крст и за волонтирањето и активностите на Црвениот крст. Младите можат да се вклучат преку клубовите на млади. Секоја општинска организација на Црвениот крст, вкупно ни се 33, си има свој клуб на млади, каде што младите можат активно да се вклучат, да придонесуваат со идеи, да изработуваат проекти. Еве токму во овој период се изработуваат проекти кои ние ги нарекуваме промоција на хумани вредности, ПХВ програмата, каде што младите прават активности за добродит на заедницата и потоа имаме ПХВ инструктори кои ги оценуваат овие проекти, па најдобрите од младите понатаму добиваат викенд во Струга, каде што понатаму развиваат и некои други вештини. Во рамки на Црвениот крст младите можат да се вклучат во најразлични програми, можат да бидат волонтери кои ќе прават активности за добродит за заедницата, да учествуваат во хуманитарни акции, но исто така и во одредени зависно од возраста спасувачки акции, дополнителни обуки. Ги споменавте волонтерите, колку е важно волонтерството за Црвениот крст? Па еден од главните принципи на Црвениот крст е всушност волонтерската работа, така што волонтерите се движачка сила во Црвениот крст и би било тешко да се замисли функционирањето на Црвениот крст без волонтерите, така што волонтерите имаат огромна важност за целокупното работење на Црвениот крст. Кажете ми, што добиваат младите од волонтирањето, како освен што има хумана димензија, дали тоа им носи личен
развој, вештини и нови можности. Да, во рамки на Црвениот крст се имплементира и камп, лидерски камп за млади. На овој камп се развиваат вештини, меки вештини, понатаму вештини за лидерство. Младите имаат голема придобивка од волонтирањето генерално, независно од камповите кои се организираат, бидејќи преку Црвениот крст обезбедува еден тип на социализација на младите лица, чувство на поврзаност помеѓу младите, тоа поволно влие на добросостојбата на младите, кога се здружени, кога се заедно, кога прават нешто добро. Самата хуманитарна работа има голем психолошки бенефит, затоа што се чувствуваме добро кога правиме нешто добро. Така што се обезбедува една мрежа на млади луѓе кои постепено се развиваат и во делот на едукација. Црвениот крст има голем број на едукации, па младите се многу важни за влез во училиштата, кога правиме едукации во делот на превенција од зависности, понатаму сексуално преносливи болести. Многу полесно се прима информацијата кога доаѓа од еден млад човек. Ние го викаме тоа peer-to-peer, од еден млад врсник до друг врсник, така што сметам дека имаат огромна важност, а придобивките се огромни. Огромни, токму така. Ивона, започнувате денеска со обука за тренери по прва психолошка помош. За кого е наменета ова обука и што ќе биде опфатено со неа? Така, одлично. Значи, дојдовме до идеја дека е многу важно да имаме трениран кадар кој ќе ги тренира институциите кои работат во областа на кризниот менеджмент. Вклучени лица во оваа програма ни се психолози кои претходно биле вклучени во давање на прва психолошка помош во теренските активности на Црвениот крст во мирнодопски услови и во кризи. Така што идејата ни е да обучиме околу 26 тренери по прва психолошка помош, кои понатаму ќе бидат дел од датабазата на Црвениот крст и би можеле во случај на потреба да ги обучуваат институциите кои работат во кризниот менеджмент за како правилно да се укаже прва психолошка помош. И за крај на нашиот разговор, која е вашата порака по повод 8 мај и зошто е важно секој од нас да биде дел од вакви хуманитарни иницијативи? Така, тука би сакала да пренесам пораката односно овогодинешното мото, а тоа е хуманост обединува. Така што и вратите на Црвениот крст се отворени за граѓаните кои сакаат да се придружат во Црвениот крст, да допринесат на некој свој начин, бидејќи навистина хуманоста обединува и тоа сме го виделе и во мирнодопски услови, особено во кризи, кога дури кога ќе се случува нешто лошо, луѓето имаат хуманоста, знаат да ги обедини и да ги здружи заедно. Така што вратите на Црвениот крст во 33 општински организации се отворени за граѓаните и волонтерската работа е многу важна за целата заедница, како и за поединеците. Ивона, знам дека денес имате многу голем број на активности, нема повеќе да ве задржуваме. Благодарам што утрово бевте дел од утринската програма на јавниот сервис. Ви благодарам и вам. За активностите што денеска ги спроведува Црвениот крст на град Скопје по повод 8 мај, денот на основањето на Црвениот крст, утрово во Македонија наутро разговаравме со Ивона Ѓоргиева, координаторка за ментално здравје, интеграција и адвокативност во Црвениот крст. Колеги,